Молби до граѓаните, ветување дека сега ќе биде подобро и ќе се слушне гласот на народот. Првиот човек на СДСМ Зоран Заев во последни очајнички обиди да се извлече од неизбежното решавање на криминалните и корупциски афери и да остане на чело на владата по фијаското со изборните резултати. Откако првично ги нарече гласачите кои не гласале за нивната коалиција најголемо зло, Заев сега бара со партијците и сите останати да го поддржат Шилегов за Скопје, ветувајќи дека СДСМ се освестила и во истиот момент почнувала да се коригира, но во ниту еден од неговите настапи не вети разрешница на скандалите која тресат владата изминативе 4 години. Јас не можам да водам влада, ниту влада предводена од мене, да движат во спротивни правци. Нашиот правец е напред. Напред дома, обединување, едно и еднакво општество за сите, владење на правото, борба против криминалот и корупцијата, унапредување на економскиот стандард на граѓаните, ако градот со тоа што се нуди од национализам, од поделби, од повторно разединување на меѓуетничките заедници, кичерај и слично не одат заедно. А во изминативе неколку години не помина ниту еден месец да нема скандал од невидени размери која тресат владата на Заев. Неговите најблиски соработници и покрај доказите за директна вмешаност во случаите, ниту еден не доби судска разрешница. Случаите или се заглавени во фиоките на обвинителството, или истрагите уште траат. Милионскиот рекет која здрма и Линденска заврши со пресуди само за Боки 13 и Катица Јанева, иако снимките кои излегува во јавноста и ги пренесуваа медиуми од светот, јасно укажуваа на вмешаност на владата во истиот. Сепак, се уште не се откри каде завршија парите од полната торба рекет. Нема никаква разрешница на случајот и со Ден Дончев за скандалот во кој целата јавност го виде како става снопчиња пари во својата чанта и влијанието во продажбата на фирмата Диамет. И милионскиот скандал Леонардо, во кој беше директно вмешан поранишниот владен генерален секретар Драги Рашковски, нема разрешница. Дополнително и новиот случај со серверите во кој Генсекот сам ги изработувал и одлучувал за нивно продавање. И криминалните иновации во фондот за иновации мистериозно беа заборавени. Нема разрешница за прислушкувањето во јавното обвинителство, матните сделки со инсулинот и во рек Битола. Во екот на пандемијата, македонската влада повторно го сврте светското внимание кон себе, кога беше објавено дека преку фантом фирма се обидувала да набави кинески вакцини по многу повисока цена, пошто Кина се посомнева во криминал и го врати авансот. По повеќе од еден месец од катастрофата со модуларната болница во Тетово и 14 згаснати животи, никој не понесе одговорност, ниту пак беше разрешен. Последни во низата се дипломатските скандали, првично со разрешувањето на руските дипломати и нивното протерување, но и скандалот со претворањето на македонскиот дипломат Миленковски. За сега се уште нема одговор, кој замижал на меѓународната потерница издадена пред година и пол од страна на Ерменија. Единствено експресно беше разрешен скандалот во кој МВР издаде дури 215 оригинални пасоши на наркобосови од Европа и светот. Но наместо случајот од вакви размери, одговорност да понесат првите луѓе на институцијата, пресуди имаше единствено за вработени на шалтерите. Но не само што нема никаква разрешница за ниту еден од низата криминали која тресат владата на Заев, ниту во собранието не се процесуираат барањата за интерпелација на министрите во неговата влада, па граѓаните не видоа ниту една одговорност на дело.